уште кој не дојде да ни каже дека судството ни е сериозно метастазирано и тоа од различни болести. Една од најгорливите се бесконечните уставно навредувачки судски постапки кои што никако да се завршат. Многумина ќе се пронедат замрсени во судските постапки со години, само за да во определен период постапката почнат поново. Непочитувани граѓани, тоа не е ваша вина. Европската конвенција за човекови слободи и права ви гарантира право на судење во разумен рок. Оваа институција позади нас, Врховен суд, ја има таа моќ да ги превенира овие судски неправилности и аномалии и да ви гарантира судење во разумен рок. Меѓутоа се прашувате зошто овој институт не се користи. Студија изработена од страна на тимот на Зелена лупа дава еден разочарувачки резултат. А тоа е, луѓето не смеат да покренуваат вакви иницијативи, бидејќи се плашат да не го налатат судијата. Бидејќи на крајот на денот судбината е во негови раце. За таа цел, тимот на Зелена лупа, во соработка со холандска амбасада, работи на прибирање и обработка на идеи, со користење на споредбени правни искуства од други држави, за тоа како овој институт да стане примелив. Во оваа смисла, тимот на Зелена лупа подготвува покренување на иницијатива за измена на постоечката законска регулатива со интегрирање на одредби кои што би значеле паралелно со одобрување на барањето од страна на Врховен суд, судијата кој што постапува да биде иземен по предметот и по предметот да се достави до судија кој што нема да е налутен. Воедно ги информирам секој граѓанин на Република Македонија дека Зелена лупа поднесе 10 иницијативи за заштита на право на судење во разумен рок до Врховен суд, со кој што бара судот да се произнесе по ова прашање. Па во оваа смисла ги охрабрувам и ги повикувам сите обесправени граѓани кои што се уште се гушат во неравномерно пролонгираните судски постапки, нивниот случај да го пријават во Зелена лупа и со нивниот пример да допринесат за заздравување на нашето калцифицирано судско тело. Дали имате податоци на тоа колку иницијативи годишно се поднесени до Врховен за такви случаи? Последната иницијатива која што беше поднесена за работен спор, кој што се водел повеќе од 3 години, а максималниот рок е 6 месеци. Колку имате ли анализи, колку предмети не се завршени во разумен рок, на колку случаи со бројки имате ли таква анализи? Конкретна бројка не можем да ви кажам, меѓутоа процентот е запрепастувачки. Колкав е? Отприлика повеќе од 10%, значи луѓето постапуваат по предмети кои што се надвор од разумен рок. Како ги коментирате случаите Сопот и шамарина во центар, например, кои се сега за Сопот се бара одново да се почне? Како ги коментирате ваквите случаи, ваквите процеси? Во најмала рака станува збор за правна несигурност и ситуација во која што обвинетите не по нивна вина се доведени во ситуација да бидат под стрес и цело време под притисок од страна на судскиот систем дека може ќе бидат осудени и покрај тоа што резултатот би може би бил поволен за нив. Пред 2-3 недели имаше Врховниот суд јавна седница за барање за заштита на законитоста за случај со Звонко Костовски со барањето за замрзнувањето на имотот на Домородопанова во предметот Талира. Звонко Костовски во Куч, меѓутоа нема се уште нема одлука од таа јавна седница дали овдека станува збор за одолговлекување на предметот. Вашето прашање го содржи и вашиот одговор. Да, станува збор, меѓутоа во конкретниот предмет станува збор значи за одлука на Врховен суд кој што се одлучува сама за себе, за прашање по чија нивна надлежност. Што значи дека не станува збор за конкретни судења во разумен рок кој што во Врховен суд би постапувал како секундарен елемент, како секундарен орган. Од Врховниот суд велат дека немаат конкретни рокови до кога може да донесат одлука по барањето на СЈ. Прашањето ви е на место затоа што како ме слушавте добро, значи ќе забележите дека станува збор за разумен рок. Не станува збор за конкретен рок, него разумен рок, а разумен рок е рок кој што се дефинира во основа на судската пракса по која што генерално се решаваат определени прашања.